Благодарам, председателе, почитуван председател на владата на Република Македонија, почитуван министар, почитувани представници од владата, почитувани колеги, почитувана јавност. Како одминува дебатата, за која што сум поприлично позитивно изненаден дека е конструктивна, така и се исцрпуваат полека аргументите и за и против. Но едно нешто и текако ми го привлече вниманието, а се однесува на тоа како да се охрабриме, се однесува во она на сите дискусии кои што досега ги имавме, дека ова е последна шанса за еден ваков договор со кој што дефинитивно може да си го обезбедиме и заштитиме идентитетот и јазикот македонски. Сега во целост ќе ви го прочитам писмото од помошникот државен секретар Вес Мичел, а упатено до лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Вели вака: почитуван Христијан, како што веќе разговарав, Соединетите држави силно веруваат дека договорот од Преспа помеѓу Македонија и Грција е историска можност за Македонија да обезбеди посветла иднина и да придонесе кон регионална безбедност, стабилност и просперитет. И покрај тврдењата дека можел да се постигне некаков подобар договор, ние не веруваме дека тоа е можно. Овој договор бараше компромис и од двете страни. Тоа е прилика што веројатно нема да се повтори со години и, внимавајте, ако не и со децении. Нема да ви изненади што ние сме разочарани од позициите на челниците на ВМРО ДПМН, како во однос на референдумот, така и во врска со чекорите во собранието за промена на Уставот. Уште од осамостојувањето на Македонија, граѓаните од сите заедници и партии, вклучувајќи ја и вашата, ВМРО ДПМН, силно го поддржуваат пристапувањето на земјата кон НАТО и Европската Унија. Сега собранието е наред да го превземе следниот одлучувачки чекор. Ве поттикнуваме да создадете простор во јавноста и приватно за пратениците од вашата коалиција да одлучат како ќе гласаат за уставните промени, ослободени од закани од насилство, одмазда или друг облик на принуда. Ова е историски важен момент за вашата земја. Момент што бара храброст, лидерство и зрелост. Како вистински пријател и поддржувач на Македонија, ве поттикнуваме да ги тргнете настрана партиските интереси со цел унапредување на заедничките стратешки интереси и обезбедување на посветла иднина за вашите граѓани во европското семејство на народи. Искрено жалам што само еден пратеник од опозицијата го гледам овде. Ова е суштински важно писмо и вреди внимание, вреди дискусија. Дискусијата денес ќе беше поприлично долга, но исцрпена. Навистина, аргументите за поддршка на договорот се и текако јасни. Но, внимателно, слушајќи ги сите дискусии во овој парламент, исто така слушнав многу поговорки, многу строфи од некои песни, затоа решив да ја искористам оваа символика на денешниот ден, 16 октомври, и можеби во неможност да променам мислење, барем ке вреди сите заедно да ставиме прст на чело што правиме со нас, што правиме и со државата. Да го слушнеме и ова. Ке чуеш глас понекогаш, деца страдале, о Боже не. На вести слушам повторно, во светот негде нова војна, ново насилство. Ни треба мирен сон, ни треба невиност, да нема страф и солзи, сето зло да исчезне. Да нема тажен ден за нас, за овој свет,
еден и единствен, треба се да сториме. Само тој го има. Во срцата не допира, затрошка љубов секој миг по една молитва. Децата се невини, да учиме од нив. За вербата и надежта нам ни треба да е жив сонот што ги храни нив за спас. Да нема страф од глад, да нема грижи за никого. Почитувани колеги, може би навистина ова вреди размислување, може би навистина во еден ваков момент треба да се водиме од овие строфи, да одлучуваме за нашето подобро утре, за подобро утре за нашите граѓани, затоа што може би друга шанса и ќе немаме. Ви благодарам.